Почитувани, добар ви ден и добре дојдовте во Класи. Во денешната емисија ќе ви презентираме една манифестација која што минатиот викенд се одржа во градскиот трговски центар во Скопје, каде што Сдруженијето за заштита на овчеполка Праменка организираше еден настан каде што нивните членови имаа можност да ги презентираат млечните производи како и јагнешкото месо, а купувачите пак имаа можност сето тоа да го дегустираат. Меѓутоа, ние пред да ви го презентираме сето она што се случуваше во трговскиот центар, прво ве водиме на едно бачило во Штипско, во собственост на Тодор Мушевски, кој што исто е така член на Сдруженијето за заштита на автохтоната овца овчеполка Праменка, да видиме како ги одгледуваат овците, со кои проблеми се соочуваат и така натаму. Значи, прво ве водиме во Штипско. По час и половина возење од Скопје стигнавме на бачилото Тодор Мушевски, кое се наоѓа во непосредна близина на Штип. Не пречека домаќинот Тодор, чие што стадо брои околу 1500 овци и е член на Сдруженијето на одгледувачи на домашна автохтона раса овци Праменка овчепола. Сдруженијето е формирано во 2005 година и денес има 48 члена со овчеполка Праменка, 4 со шарпланинска Праменка и 3 со Праменка Каракачанка. До сега имаат уматичено околу 8000 овци. Тодор ни рече дека за сите активности со стадото има ангажирано 5 сточари, за кои во просек треба да обезбеди по 2000 евра месечно или вкупно околу 10.000 евра, за работите да функционираат добро. Ни вели дека е тешко, но некако успеваат и имаат за една нормална живеачка. Поразговаравме и со еден од неговите вработени. Го прашавме како изгледа едно негово секојдневие. Назме, во јавноста постои мислење дека овчарството е тежок занает, тешка работа, меѓутоа, за да добијат гледачите впечаток дали е тоа навистина така, кажи ми еве како почнува твојот ден. Сабале остануваме рано, 5 сато, и цел ден работам така. И Кога излегувате на сабајле со овците? кога седам 8. 8 излегуваме и вечер докаруваме, па после работаме, има ранење, рано таму и легнеме после 10 сата. Мака машина дошо снег, кал, Так. цел ден сабале до вечер да трчиш. Значи не е така. Па назме добро се случува ноќе да имате потреба да станувате? Да. Кога си почне да се јагнат, треба да станеш да гледаш колку има јагнети, доење, треба шо. Треба. Колку луѓе сте овде ангажирани? 5 души. 5 души. Се пополнувате вака еден со друг? Да. Помагаме се еден по друг, по трчење, на така работа. Но тешко е. Да. Добро, еве кога ќе излезете на паша со овциве, се соочувате некојаш со проблем да нападне дивеч? Да. Има случај? Има случај, ако нема кучиња, има паѓа тако и треба да трчиш, да маваш, па да гледаш. Нема проблем после. Така. А добро, колку пати на ден ги молзите? 2 пати. 2 пати? Да, сабале и вечер. Колку овци имате за молзење? Имам 1000 овци. 1000 овци. И вие 5 мина тоа го работите? Да. 4 молзиме и 1000 овци. Рачно. Рачно, да. Колку ви е време потребно да ги измолзите? 2 сата, 2,5 сата. За 2,5 сати 1000 овци. Не, за половин, едната сурија за 2 сата и другата 4 сата. Аха. А добро, од млекото сирење се прави? Да. Сирење прави. Кој е мајсторот? Казва се. Вие правите сирење?
Да, ние правиме сирење, а тако и зимно време сирење, летно време млеко. Да. Зимното помрсно е млекото и сири. Така. Да. А добро, овде гледам има ледени во близина на Бачилово. Слободно имате можност да ги пасите овци? Слабо. Нема паша. И Нема. нема многу изгради тие панелите и многу место за пана. Нема изградене, тие нема паша остава. Сончевите колектори се проблем, така? Да, проблем се тие. И проблем се веројатно што се ниско, на плодна површина тука. Ем ниско, ем заградене, овци нема што леват, многу место фаќат. Ден по ден се ширит се сегде прават, така намалуват се пашата, нема кај да пушташ да пас. Значи во некое догледно време може би ќе треба да го селите и Бачилото на некоја друга страна. Треба. Има млади луѓе што сака да се занимаваат со сточарство или слабо е таа? Слабо нема. Млади луѓе нема. По-старите одат, ама младите некад повише сакат. Знаете кога оваа работа тешко, некад тако да работат. Сакат да одат повише на фабрика младите. Да работат Да, почиста работа. А по-чисто работа сакат младите. Ние, јас одамно одам овчар и вака померек ми, ама треба да има паша, да има, разбираш, да има паша, кога пушташ, кога пасат гледаш, да има како, а мачно е, ама и треба да има после тако да осигурување здравство, благодошли на докторот треба Така. не, се вака сме многу сум вако ослободно, ама тако имаме сега ќе почне да се зимно време повише и ако не е голема, па не може да ја спиеш 2-3 пати, треба да станеш да пребараш. Колку има јагнети, како шо, мора да гледаш. Имате можност вака да користите слободни денови понекогаш. Има месечно 2 дена само. Така. А тука со овај работа нема празник, нема сат. Јус, како мора да пушташ. Да. Во меѓувреме на Бачилото пристигна и Илми Зекир, кој што исто така е член на Сдруженијето. Неговото стадо е во село Шашаварлија, од другата страна на Штип. Илми, еве дојавме во посета овде во Штипско, кај твој колега. Ти си од село Шашаварлија, исто во близина на Штип. Веќе повеќе години одгледуваш овче полка праменка. Какви се, еве, досегашниве твои искуства? Па, да речеме, позитивно е. Имаме многу добри работи. Имаме добиено опрема за сирење, имаме добиено музалка за музење. И така, мора Колку овци одведувате? околу 450. Се снаоѓате? Па да, Семејството или идете дополнително уште некој? па еден имаме дополнително, да, семејството и плюс еден имаме овчар. Млекото? Го правиме сирење, Така? да. Како оди годинава со сирењето? Па добро е, со сирењето е добро, да. Се вадеме со сирењето, ако не е сирењето, По која цена го продавате? па цената е од 550, 600, 650, тука некаде се Така. движи. Добре, еве сега е период кога веќе храната, нели, летнината се прибра, се обезбедивте доволно со храна за зимава? Па да, секако да. Мора да се обезбедиме на време, затоа што ако чекаме до сега, еве поскапува храната и многу потешко е сега да купеш храна. Значи многу е битно да се купе на време храната. Пошто цената, да речеме, не 100%, ама 50-60%, овај период се качува. Така. Добро, велиме околу 400 овци, сето тоа треба покрај храната, меѓутоа во периодов предходно треба да има и паша. Имате доволно паша вашиот простор? Па паша имаме доволно, ама мора да се храна. Зимно време сега више мора да се храна, со пашата тешко да се опстане. Значи ако сакаш да
да имаш стварно добри овци да ги чуваш, мора да ги раниш. Пашата сега не е доволно. Отприлика за околу месец и пол-два ќе почне и јагнењето на овци, е? Па, од прилика не месец и пол, него уште 20 на дена, 15, моите ќе почне. Да? Да. Значи, рано. Рано, да, малку порано, за да може порано да стасат. Така. Добро, одите и надвор, предпоставувам собирате и некакви искуства. Забележувате нешто што е многу далеку отидено во однос на состојбите во сточарството кај нас? Па технологијата. Технологијата е многу далеко отидена. Ние се уште се бориме со снага. Значи мора да се најде решение за да се модернизира нешто и кај нас. Иначе вака тешко. Работници од ден на ден тешко и неќа ти оваа работа е малку Така, тешка специфична. тешка, да. Што е она што вас како сточари ви е неопходно? Најголем проблем субвенциите ни се да ни се сплаќат на време, да планираме. Еве зборевме за храната, беше 10 денара ечмено, сега е 5-16 денари. И сега ние добро е некој што сме обезбедиле, има некој што не се обезбедиле. Тоа е најголем проблем. Кога е најдобро, например, да ви се исплаќаат субвенциите? Субвенциите си имат они тамо законски кој е доколку беше до јули, јуни, не знам до кој. Барем тоа да се испочитува е пак добро, тоа е почетокот на жетвата, тогаш има храна, има луцерка, тоа е барем да се почитува законскиот рок. И Тоа кога е поевтино да се купи. да, и тоа тамам одговара на тоа време да се купи храната. Немаме сите патишта, ретко некој да имат патишта до кај фарма добри. Друго со вода проблем, водопои нема. Пример пашарина плаќаме, сите сточари плаќаме пашарини. А што добиваме од тоа? Да, пашата само, ништо друго не ги интересира. Дали имаме водопој во тоа, дали... Добро, во вашево село има и други сточари? Па јас сум и уштеден, има двајца само, двајца. За жал двајца само останат. Па нема, луѓето не гледат многу екзистенција и многу си зафатен. 24 сата си зафатен. И кој би работел за иста плата, која може да работи за 8 сата исти пари да ги заработи и тука треба 24 сата да биде. Еве колку се движи плата на еден овчар сега во Штипскиот регион? А сега платата е многу, затоа сите не можеме и да се решиме со овчар, да. Од 1000 евра до 1500 евра се движи месечно овчарска плата. И плюс храна и сместување. Да. Плюс. Тоа е голема врста. Тоа е голема врска и тешко секој да го издржи. Тоа со каснење на субвенции, со таа цена на јагнето, значи тешко. Многу тешко да се издржи тоа. Овие сточари произведуваат автентично непастеризирано овчо бело сирење од 100% полномасно млеко, користејќи методи пренесувани низ векови. Уметноста на правење сирење, мандраџиството, постојано се усовршува, но сочувана е автентичноста и традицијата. Секој калап сирење носи белег на нашето наследство, направено со интегритет и посветеност на секој од членовите задругари. Тоа можеше да се забележи и на манифестацијата во Скопје. Моме денеска сме присутни на оваа манифестација во ваша организација. Гледам има и излагачи, и посетители. Каков е вашиот впечаток? Па нашиот почеток е одличен, мислам. Еве имаме доволно излагачи од автентичниот вкус на македонското традиционално сирење за овчеболска праменка. Ние поканиме околу 20 члена, за среќа дојдоа 5 члена. Сепак е доволно. Имаме поставено еден прашалник тука да дегустираат луѓето, да купуваат и да го кажуваат нивното мислење преку прашалникот. Прашалникот ни е анонимен, од и нашата визија е да ја сочуваме македонската традиција преку автохтоните раси на овци, праменка, овчеполка, шарпланинка, каракачанка, да ја сочуваме нашата традиционална рецептура на правење на сирење и со тој наш квалитет на сирење, слушајќи ги потрошувачите, да прво ги задоволиме вкусовите на македонски потрошувачи, а потоа излеземе во регионот на Балканот и пошироко.
Што е она што вие како задруга го нудите на индивидуалните сточари за на еден начин да ги привлечете да се приклучат кон вашава задруга? Прво, како задруга, ние имаме две организации. Една организација ни е Сдруженијето, кое произведува домашни автохтони звиски и овни од овчеполска праменка. Тоа веќе водиме матично книговодство, имаме програма до 35 година, а за другата работи во промоција на вкусот на сирењето, на јагнешкото месо и сега веќе почнаме на стандардизација, информации, значи ги информираме нашите членови за потребите на потрошувачите, за заштита на традицијата и снабдување со врвна технологија. Веќе набавиме машини за молжење, GPS системи, опрема за правење на сирење. Почнаме веќе да правиме проекти за легализација на фармиве, значи да ги легализираме, да ги модернизираме, за да нашиве убави овци, овчеполскиве праменки ги сместиме во убави штали, со добра светлост, во благосостојба. Тоа не е само да го направиме тоа, него со тоа ја подобруваме млечноста, месото, продуктивноста, место едно јагне и пол, место една канта сирење, целта е 3 канти сирење. И на крај, луѓево да ги направиме среќни, значи да се вратат кон своите корени, кон одгледување на овци, посебно сега развиваме и програма за млади. Настојуваме преку Министерството, преку владата, таа програма да ја промовираме и да го вратиме животот на нашите села. Нашата визија е дека за другите се едини кои се лидери во ревитализација, модернизација на селата. А со тоа ќе ни се врати и демографијата, младите, децата ќе имат чист воздух, здрава храна, едноставно да не се бориме ова урбанизација, кај што немаме време ни за кафе. Се пробуваа вкусови, се разменуваа информации, се купуваа производи. Така, впрочем, се гради довербата помеѓу купувачите, консументи и непосредните производители, во случајов сточарите. Денеска сме овде, пак да го презентираме нашето домашно овчо сирење, традиционално. Овде имаме овчо сирење, меѓутоа пред малку ми кажа дека имате и козјо. Да, имаме и козјо, исто така и козјо, да, овчо домашно. Од кога почнавте и со козјо? Па имам јас околу 50 кози имам. И имав порачки за козјо и затоа да, имат народот што сакат козјо и правам и козјо по порачки. Еве тука донесов денеска чисто да пробат. Еве гледам веќе имаш интересенти, се интересираат за сирењето и за овчето и за козјото. Да. Интересира колку овие манифестации се добра една можност да се промовираат. Па по-добро здравие, значи ова е една голема шанса да може да се промовираме, да може да имаме шанси да ги пробат нашите производи. Еве тука во Скопје, скопјаните и исто цела Македонија гледат преку вашата телевизија и тука имаме добри коментари, некој ми сретнат, ате видов, да, си учествувал таму и ова е позитивна работа за нас. Сега више повише е свеста кај народот дека не е само се во маркетите, дека постоje природно и дека треба да се конзумира природно. И некој го тоа препознава, да. И добро е да биде така. Да, одлично. Ние до сега не сме биле спремни да излагаме на пазар со нашите производства, пошто не сме имале пакувани сирење или урда. Сега тоа со помошот на проекти ги имаме тие можности, затоа излагаме и на пазар тука за да се промовираме, да продаваме. Сирењето, шарското сирење, може да зборам, се препознава дека е шарско, веднаш. Гледаме дека луѓите повише сакат да идат на органски производи, неќе више да идат по овие млекалите и индустријската сирење. Со тоа се прават и со прашина, никој не ги мери, никој не ги контролира, така да можда е малце поскапо. Органското там вреди. Да.
Покрај одгледувачите на праменката, нагости со свој штанд им беа дојдени производители на млечни производи од крави од Прилепскиот регион. Денеска се најдуваме во Скопје, има некоја презентација на сирења, претежно на очки, али нашето е кратко сирење. Доаѓаме од Прилепско мало којнари, каде ние и фармата имаме некаде околу 100 грба на говеда, значи сопствено производство. Во Прилеп имаме и наше продажно место, во Пиевсне, Стапени Поричи. Овде вака само кога има некои панаџири така да. Фармерско одгледување? Фармерско, да. Фармерско. За која раса станува збор? Холштайн фризиес, тоа е, мислам дека е најмлечната раса, па и мислам дека во свет. Еве кога велиме најмлечна, што значи тоа? Па тоа значи кравите да имаат некаде над 35-40 литри на млеко. Ама за да има толку млеко, покрај што треба професионално одгледување, треба и храна. Храна, нега, сите тие работи треба да ги... Како се снаоѓате со храна? Храна, нешто имаме собствено производство на луцерки, на џонче, таква работа, другото претежно го купуваме. Сето ова производство е домашно производство, си го произведувате сами дома практично, така? Домашно производство, да, и нашето е традиционално производство каде не работиме за како големите млекарски работа, ова е традиционално производство кое не дозволува никакви примеси, адитиви, додатоци во сејаната. Ова е чисто млеко и квалитетот кој го проба знае, кој не ќе проба и знае. Кој не пробал ќе дојде да проба. Јасно. Денеска за тоа сте тука. Еве гледам овде имате и што ви помагаат луѓе, ова ви е тимот. Меѓутоа околу производството колку луѓе сте ангажирани? Па околу производството, во производството на сирење има организирано три лица, додека во фармата имам 4 таму на фарма работено. Ова прашувам со оглед на тоа што нели велат дека тешко се наоѓаат квалитетни луѓе за работа. Како ефект ајва случајов? Како и секаде во држава, работници се послабо и послабо има, али секако дека треба да створиш услови за луѓе да ги работат, па така да немаме некоја поголема потешкоти при снајдувањето со работна сила. Дали купувачите го препознаваат ова традиционално домашно производство, бидејќи некако најлесно им е да отидат во маркет и да купат нешто што го произвела индустријата. Колку еве домашно е препознатливо за купувачите? Па јас мислам дека проработува свеста кај народот, значи пробуваат, прават разлика меѓу овие што се производи од големите млекари по маркетите и ова што се произведува традиционален начин и продажбата оди во нагорна линија, се е подобро и подобро за ова традиционално производство. На еден од штандовите посетителите имаа можност да ги вкусат уникатните карактеристики на македонското јагнешко од овчеполска праменка. На настанот присуствуваше и директорката на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, Даниела Иротова Лазарова, која што ги охрабри сточарите дека во иднина ќе ја имаат целосната и навремена поддршка од институциите. Ние ја искористивме можноста да ја прашаме за актуелната состојба во агенцијата и за значењето на овие манифестации. Директорке, веќе неколку денови сте назначени за вршител на должност. Каква е моменталната состојба во агенцијата? Овака, со оглед на тоа што сите, најголем дел од и земјоделците и пошироката јавност се информирани што се случи во самата Агенција за финансиска поддршка. Во овие 5 дена се потрудив максимално да ги апсолвирам и да анализирам сите процеси и процедури кои што се реализираат во платежната агенција. Значи, одблокиравме повеќе процеси, прво да кажам околу постапката која што беше актуелна и темата која што беше актуелна на самите медиуми, се работи за по моје би сакала да се надевам дека се работи за изолиран случај.
Затеков луѓе таму кои што се навистина и професионалци, меѓутоа беа исплашени од целава ситуација. Успеавме да ја нормализираме работата на агенцијата, да ги одблокираме процесите за националната програма и програмата за рурален развој. За овој 5-дневен период стапивме у контакт со националното тело од Министерство за финансии, истите луѓе работат сега ги гледаат предметиве за да утврдиме дали во процедурите целосно е запазена целата постапка што се бара од Европската унија. Паралелно на тоа е повикан Државниот завод за ревизија, телото за ИПР, кои што и тие дополнително обработуваат предмети со цел да опфатиме поголем број на предмети и да видиме дали се работи за изолиран случај или ова ќе ни се појави некаде проблеми во други предмети, што јас се надевам дека нема да биде, имајќи во предвид дека во институцијата работат професионалци веќе 20 години, дека си ја знаат работата. Од аспект на функционирање на платежната агенција, значи затекнати се постапки кои што пуштени вирмани за наплата во Министерство за финансии, меѓутоа заради избориве не се исплатени, истите беа проверени и пуштивме во четвртокот официјален допис до Министерство за финансии за предметите кои што ги проверивме, за кои што сме сигурни дека се окей, да продолжи исплатата. Тоа е авансот за мерката млад земјоделец, каматните стапки за платата за овчарите за 2023 година. Дадов налог со можеби кратки рокови, премногу оптимално од мене, меѓутоа луѓето, да ви кажам, прифатија со цела одговорност да работат во и после определениот работен ден од 8 часа. Значи предметите ќе се обработат за овчарите и 2024 година, ќе се обработат сите барања за механизација и барањата за тракторите и земјоделските задруги, со тоа што таму имаме пристигнато некаде вкупно околу 2000 апликации, ќе ни треба малку повеќе време од 2-3 недели да ги обработиме, за да дојдеме до некоја фаза до склучување на договори, поточно прво објавување на ранг листа на луѓе кои што во зависност од висината на средствата би влегли на таа ранг листа. Така да целокупниот процес е нормално е отпочна да функционира и јас се надевам за брзо време покрај националната и руралната ќе добиеме и позитивни сигнали од Министерство за финансии кои ја ставија оваа времена активност за неисплаќање на средствата од ИПАР фондовите, да можеме да продолжиме со нормална исплата и на овие средства. Инаку, во моментот во агенцијата не постои договор коим се изминати роковите или за кои не се запазени законските рокови. Зборам за ИПАРТ, не значи не зборам за директните. При директните е малку поинаков случајот, за доцнати се повеќе исплати, меѓу кои е за доцната исплатата на самите сточари на основната мерка за сточарството. Предметите ги обработивме, значи иако е малку пообемна мерка, се работи за поголема сума на исплата на средства, меѓутоа предметите се обработени. Ќе ни треба да дообезбедиме средства, затоа што станува збор за некоја повисока сума на исплата на тие средства. Во понеделник имаме координативен состанок со министерот да видиме, да направиме наше внатрешно префрлање на парите од една од друга ставка за да ги дообезбедиме и исто завршувањето на верификацијата на мојот подпис, средствата ќе бидат пуштени, ќе бидат исплатени. Сакам да не се крева паника, да не се злоупотребуваат земјоделците. Бидејќи се направи. Да, бидејќи се создаде една фама на целава територија на Република Македонија, кај сите категории, не само кај сточариве, кај сите категории од земјоделци. Работата на платежната агенција продолжува уште поинтензивно, со уште пократки рокови. Се што било заостанато и се што било проблематично, стоиме на располагање, прво јас, сите служби околу мене, да сите проблеми кои што ги имаат земјоделците да ги решиме и да можеме да ги надминеме. Директорке, присутни сте овде сега на оваа манифестација во организација на Сдруженијето за заштита на автохтоната овца, овче, полка, праменка. Овде забележав, имавте средба со сточарите, со производителите на млечни производи. Колку се важни овие манифестации да добиваат поддршка од вас еве како институција, па и генерално од Министерството за земјоделство? Така,
Значи, во континуитет сите манифестации кои што се поврзани со производство на земјоделски производи или промоција на земјоделски производи кои потекнуваат од земјоделството, Министерството ги поддржува со години наназад. Таа поддршка ќе продолжи. Креатор на политиките е Министерство за земјоделие за наредна година, пошто доаѓам од Министерство за земјоделие, за наредна година ќе продолжи со поддршка на сите овие проекти за промоција на земјоделските производи, вклучително и сточариве во овој дел, иако се дава поддршка и на другите, нели, земјоделски производи кои што се традиционални или на некој начин ја окарактеризираат нашата земја, потоа препознатлива да биде со тие земјоделски производи. Платежната агенција е таа што која на крај ги исплаќа средствава од овие сите програми кои што ги користат земјоделците. Продолжуваме понатака. Промоцијата на земјоделските производи е дел од политиката која што води Министерство за земјоделие и ќе дадеме максимална поддршка за да можеме да ги испромовираме не само тука и надвор од нашава држава, нашите производи кои што сметам се многу поквалитетни, имаме навистина што да покажеме, имаме вредни земјоделци, имаме специфични традиционални производи кои се, нели, за другите земји препознаени дека се токму производи од Република Македонија. И ете како што можевте да видите, членовите на Сдруженијето за заштита на автохтоната овца, овчеполка, праменка има убава можност да ги презентираат и да ги продаваат на купувачите своите производи, а па купувачите има можност да се запознаат директно со производителите и да го вкусат домашното, а нели домашното велиме дека е најдобро. Ете, ова беше се во денешната емисија на Класие. Ви посакуваме пријатен ден. Пријатно.